Зашто тактизирате? Кој пати опозицијата го повторува барањето за подкрепа? Благодарам. Прво, не знам каква врска има генерален секретар со вработување во МЕПСО. Второ, Република Македонија има своји позитивни законски прописи, процедури, институциите на системот имаат своји критериуми, прописи, процедури, интраорганизацијски кои што треба да се запасат при секој вработување. А дали се вработил некој член на СРСМ или не, тоа е прашање на општата јавност кое што не треба да биде од посебен интерес. Членовите на СРСМ во последните, условно кажано, 11 години, додека ВМРО ДПМН беше на власт, немаа ниту шанса, ниту мотив да конкурират на било кој од огласите во институциите на системот. Сега затоа што се членови на СРСМ, испаѓа дека се привилегирани, а тие всушност само конкурираат и доколку ги исполнуваат условите, евентуално и можат да се вработат. Така да немам нешто што посебно да додадам, се е согласно позитивните законски прописи во нашата држава и секој има право да конкурира на извесен оглас и доколку ги исполнува условите да нормално биде вработен. Никој не сме да биде привилегиран во нашето општество, но уште повеќе никој не сме да биде дискриминиран кон своите права. Околу процесот на изборите, тоест одлуката на СДСМ дали ќе одиме или не на предвремени парламентарни избори заедно со претседателските, за многу скоро ќе биде соопштена одлуката, се уште се анализира. Има многу аргументи за, има нормално и аргументи против истовремени парламентарни и претседателски избори, а аргументите пред се разгледуваат и затоа трае се на некој начин според вас се уште толку долго, затоа што државните интереси за СРСМ се секогаш пред партиските интереси. Тесно партиски гледано на СРСМ, мислам на тоа на секој му е јасно, му одговара да оди на предвремени парламентарни избори и да добие нов 4-годишен мандат. Меѓутоа, дали тоа ќе значи забрзување на процесот на развој на државата или закочување, се прават анализи да се провери. Дали тоа е од долгорочен стратешки интерес на државата или е од само краткорочен партиски интерес на СРСМ, исто така стои да се аргументира. Така да, за многу скоро ќе биде соопштена одлуката. Ние како сериозна политичка партија не сакаме да излетаме со изјави кои што утре други ден ќе значат нешто што е лошо за државата, туку напротив да ги измериме сите тасови на вагата и одлуката која што ќе биде донесена да биде единствено од интерес на граѓаните и нашата Македонија. Дали одлуката за предвидени парламентарни избори ќе влијат на последните односи помеѓу СРСМ и други во владината коалиција и владачи од мнозинство, имајќи ги предвид острите изјави на други кои што јасно кажуваат дека веќе има нарушени односи во комуникацијата меѓу владините партии? Видете, нормално ние не сме сами во оваа коалиција, во парламентарното мнозинство, нормално и во владата на Република Македонија. Ние ги респектираме нашите коалициони партнери и нормално и нивните аргументи се истовремено и наши аргументи кои што треба да бидат разгледани. Јас ве уверувам дека нема да има јас помеѓу коалиционите партнери, независно што ќе се одлучи, меѓутоа секако ги земаме предвид нивните аргументи и факти и најверојатно заедно на куп со сите клучни информации, сите аргументи, одлуката за многу скоро ќе биде донесена и соопштена за јавноста. Комуницирате со други? Апсолутно, секојдневно. На огласот има јавен кандидат за председателски кандидат? Мислите во процедурата во СРСМ? Апсолутно. Значи, процедурата за избор на кандидат за председател на СРСМ е веќе започната и ќе трае до 22 март. Нормално на 3 март на конгресот кој што го најавивме ќе биде официјалниот избор на кандидатот. Се пријавуваат нормално многу кандидати, односно се номинираат од местните одбори на СРСМ. СРСМ преку овој процес ќе го избере кандидатот кој што де факто ќе биде председател на Република Македонија, ќе биде председател на сите граѓани и ќе работи единствено за доброто на Република Македонија и на граѓаните. Имате ли имиња конкретни? Не мора да ги соопштувате, меѓутоа има ли некој кој што веќе на вистина аплицира на пријавен стигнато во партија? Секако дека има, не се уште стигнати до централното раководство, затоа што процедурата налага истите да бидат доставени до 21 март. Меѓутоа, за јавноста нормално можеме и пред време да соопштиме доколку ве интересира кои се тие имиња. Во
врска со измените на Законот за јавни предпријатија, кој вчера беше донесен исклатна устапка, се тргува нели работување на заменици директори во сите јавни предпријатија. Прашањето ми е за колку работување станува збор, кога ќе биде објавено гласанино работување и колку е пари треба да се издвои, тоа ќе биде дополнителни пари за нели вакви и уште едно која беше идноста да се донесе ваквиот закон до Ова прашање, искрено ви кажам, не знам зошто предизвика толку многу внимание. Значи не станува збор за, не знам, 100 заменици директори на јавни предпријатија, туку станува збор стриктно и единствено за 12 јавни предпријатија кои што се во доминантна собственост на владата на Република Македонија, тоест се државни под централната власт. И истите нормално се избираат единствено во интерес на Законот за високо раководна служба, од една страна, од друга страна обемот на обврските кои што јавните предпријатија доправа ќе ги имаат согласно предизвиците кои што даѓаат и сите оние позитивни ефекти кои што ќе даѓаат согласно европските фондови и процесот кон Европската унија, налагаше да имаме од една страна помош и ветер во грб на актуелните директори, а од друга страна соодветна контрола за да никој не биде во состојба да направи нешто кој што ќе оди вон интересот на тоа јавно предпријатие и на државата. Јас зборувам многу искрено, како и на секоја пресконференција впрочем. И СРСМ е голема партија, но и коалиционите партнери се нормално големи партии кои што се содржани од многу функционери кои што се номинирани за одредени функции. За доброто на граѓаните е СРСМ, меѓу другото, да има и соодветна контрола директно во процесот на одлучување во јавните предпријатија. За доброто на граѓаните е СРСМ да има своји луѓе кои што се кадарни, имаат и свое соодветно образование и искуство и ќе поможат во процесот на развој на тоа јавно предпријатие, соодветно, независно за кое, за истото да ги исполни обврските кои што ќе подигнат Република Македонија на повисоко ниво нормално во очи на предпристапните фондови и процесот на пристап на Република Македонија кон Европската унија. Нема да се издвојат многу финансиски средства, нормално станува збор само за 12 заменици директори кои што ќе се номинираат и мислам дека тоа е единствено во интерес на граѓаните. Оваа влада заштеди многу финансиски средства на граѓаните. Ги немаме повеќе енормните трошења, има најразлични испади, меѓутоа и ќе има одговорност доколку не соодветно биле потрошени тие средства, меѓутоа соодветно се канализираат средствата на граѓаните, немаме повеќе споменици, панорамски тркала, ајкули во Вардар и разноразни глупости, туку имаме сериозни инвестиции, развој на економијата, поддршка на бизнис секторот и нормално тие заштедени пари, добро е за граѓаните да има дополнителни заменици и директори кои што единствено ќе бидат во поддршка на јавните предпријатија кои што се битни за општеството. Може да ни кажете позитивна насока? Искрено да ви кажам, ги немам номинирано како јавни предпријатија тука пред мене, меѓутоа пример станува збор за јавното предпријатие Стрежево од Битола, јавното предпријатие Студенчица во Кичево и слични останати до 12, доколку сакате може да ви бидат номинирани и испечатени на сите вас. Останатото нормално доколку ви интересира може дополнително се одговори. Повеќе. Уште едно. Поставите два различна табла во штабот на вашата партија во Чајево, кога го тргнавте. Идеално вашиот вебсайт подржува само македонска и англиска верзија. Дали планирате да направите албанска верзија? На веб страната? Зошто да не? Зошто да не? Планираме да направиме и албанска верзија на нашата веб страна. Зошто да не? Законот за унапредување на јазиците во Република Македонија е единствено во интерес на концептот едно општество за сите, за сплотување на нашите сограѓани и нормално за развој на нашата држава. Тоа е еден од основните предуслови за таа цел.